Затоа мора на 15 да се победи. Од 500.000 во 2002 до 155.000 во 2024, како СДСМ од некогаш најмоќна партија дојде до маргините, стана трета политичка сила во Македонија. Според бројките, падот на социјалдемократите започна со доаѓањето на власт на Зоран Заев. Во 2016 добија 49 пратеници, 4 години подоцна поминаа полошо. Во 2020 и со помош на Беса бројката им падна на 46 за пред 2 дена да доживеат историски дебакл, добивајќи само 18 пратеници. Се започна кога Заев реши да влезе во партнерство со ДУИ и да погази речиси се што ветуваше. Само 2 месеци откако стана премиер, со Бојко Борисов го потпишаа договорот за добрососедство. Го трасиравме патот на пријателството, добрососедството и соработката меѓу нашите две земји. Само една година подоцна, на 17 јуни 2018, дојде Преспанскиот договор, со кој Македонија ја доби кованицата Северна, и тоа по неуспешен референдум. Да живее Македонија, да живее Република Северна Македонија. Со промената на името Македонија доби членство во НАТО, а ветуван беше и брз напредок кон Европската унија, но дојдоа блокадите, прво од Франција, потоа од Бугарија, која на основ на договорот за добрососедство испорача уште повеќе услови кон државава, потоа беше прифатен и францускиот предлог и двата протоколи, сите по вкус на Бугарија, а на штета на Македонија. Таму политичарите се договорија дека историчарите треба да преговараат за Гоце Делчев и целото Илинденско востание, знаејќи ги ставовите на бугарите по ова прашање, односно дека нашиот најголем револуционер според нив бил бугарин. Поранешниот премиер Ковачевски првично барем декларативно го одби, пред камери одлучно кажа не среде Брисел. Предлогот во ваква форма, каква што е во моментов, е неприфатлив за мене, за председателот на државата, за владата, за коалиционите партнери и за граѓаните на Република Северна Македонија. Цврстиот став на Ковачевски се скрши за само 7 дена. На 1 јули 2022 дојде нов, но во суштина тој беше истиот стар предлог. Ковачевски тогаш, без никакви консултации со опозицијата, отиде контра граѓаните и експертите. Тврдеше дека бил добро решение и почна да го турка по секоја цена, во што на крајот и успеа. Од овде и од денес па натаму одиме напред со забрзан чекор, за да се приклучиме кон европското семејство, во кое многу скоро и официјално ќе се чуе нашиот македонски јазик. Покрај промената на името, договорот со Бугарија, прифатениот француски предлог, власта на СДСМ низ последниве 7 години со својата реторика ги рушеше македонските позиции во однос на историските прашања. Зад нас е Гоце Делчев. Народната гимназија се казва Јане Сандански. Предполагам, че много голяма част от улиците са кръстени на сега на общи или на македонски герои или на български. Как ги приемате вие? Значи, според мене тоа се личности од нашата заедничка историја кои што може да не поврзуваат само. И апсолутно треба да се радуваме на тоа што не поврзува. Никој пат да не гледаме на такви работи да не разделува. Доказ за големиот пат на СДСМ е и што загубија во бастионот на социјалдемократите, во Струмица на Заев, а порази доживеа и во други општини, кои важеа за нивни бастиони, како Центар и Карпош.